зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Оди само малку подалеку. Со години мајка ми верно се потпишуваше за списанието, за домаќинство, подобри домови и градини. Едва чекав да свртам на последната страница на секој издание, да ја прочитам колумната на Бил Ваган, напишана под псевдоменот Буртон Хилис. Неговите остроумни обсервации за секојдневниот живот допираа слаба точка во срцето на читателите. Во една статија тој даваше описи на собственото младештво и го запиша следното. Само малку подалеку дае. Ми велеше татко ми кога бев мало момче, задишан и со изморени нозе. Излезен на долгите попладневни прошетки во недела на кои одевме заедно. И така ќе се охрабрам и ќе се напрегнам уште малку, барајќи ги првите познати бележја кои ќе покажат дека сме назад во својот крај. Еден ден Буртон го прашал татко му: колку далеку е? Малку подалеку. Подалеку од што можеш да видиш, одговори тој, но не подалеку од што можеш да одиш. Како и прошетките што ги планираше татко му на Буртон, дестинацијата која Бог ја постави пред нас, често не можеше да ја видиме. Не можеме да видиме зад гребенот или свијакот, за да знаеме каде точно не носи. Не можеме да кажеме колку подалеку треба да одиме пред да стигнеме до дома. Но кога одиме со него, може да му веруваме дека целта не е под нашиот досег, зашто тој е со нас секој чекор од патот. Исаија напиша: и твоите уши ќе чујат слово како зборува за тебе. Тоа е патот. Одете по него. Било да тргнувате надесно или налево. Исаија 30:21. Но оние кои се надеваат во Господа, одат и не се уморуваат. Исаија 40:31. Може би целта кон која действуваш се чини многу далечна и се прашуваш дали некогаш ќе стигнеш таму. Бог ги знае твоите ограничувања. Продолжи да одиш малку подалеку, може би подалеку од тоа што може да видиш, но не подалеку од што може да одиш со твојата рака во Божјата. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.